Познатиот режисер Вуди Ален му испратил роденденско писмо на Джефри Епштајн додека тој се уште беше жив, во кое детално ги опишува вечерите што ги организирал осудениот сексуален предатор. Епштајновата куќа на Менхетан ја опишал како Дракулов дворец. Според документот што го видел Нью Йорк Таймс, Ален му испратил писмо во 2016 година, но тоа сега излезе во јавноста. Во писмото Ален го пофалил Епштајн за неговата способност да собере голем број интересни луѓе на раскошните вечери, на кои, како што напишал, редовно присуствувал со сопругата Санџи. Тој навел дека секогаш ја прифаќал поканата на настаните во раскошниот 7-катен дом од речиси 2000 квадрати во центарот на Нью Йорк. Во писмото Вуди Ален опишал дека на тие вечери имало широк спектар на луѓе, политичари, научници, наставници, магионичари, комичари, интелектуалци, новинари, ентомолог и концертен пианист. Ален детално ги опишал и самите вечери. Секогаш беше интересно, а трпезата беше богата и обилна. Многу јадења, голем избор, многу десерти, добро сервирано. Добро сервирано често од страна на професионален готвач, а уште почесто од неколку млади жени, што ме потсети на замокот на Дракула, каде што има 3 млади вампирки кои слугуваат. Додадете дека Джефри живее сам во огромна куќа, па можете да го замислите како спие во влажна земја, напишал Ален. Кристина Аплгейт, 53 годишната актерка, најпозната по улогата во ТВ серијата Dead to Me, откри дека неодамна била хоспитализирана поради силни болки поради борбата со мултиплекс склероза, која била диагностицирана во 2021 година. Таа отворено зборуваше за својата тешка здравствена состојба во новата епизода од нејзиниот подкаст Миси, која ја снимила во живо од болничкиот кревет. Не го правам ова затоа што мислам дека е одлична идеја да снимам од болница. Јас сум само тука и сакам да споделам што се случува, рече Кристина. Патување кое заврши со интравенска инекција, Кристина објасни дека нејзините симптоми започнале за време на неодамнешната посета на семејството во Европа. Иако повремено се чувствувала добро неколку часа, брзо доживувала силни болки во стомакот и била принудена да легне. По враќањето во Калифорнија и истрпувачкиот 11-часовен лет, нејзината состојба не се подобрила. Таа одлучила директно да оди во болница и одбила да си оди дома додека не доби одговори. Не сакам само да ми даваат лекови и да ми велат да си одам дома. Сакам да знам зошто ми се случува ова и како да го спречам. Набрзо беше откриено дека има инфекција на двата бубрега, што предизвика силна болка на десната страна од грбот и стомакот. Врискав од болка, мислев дека е апендицитис. Направија идна компјутерска томографија во 2 часот наутро, тогаш открија инфекција на двата бубрега. Сега сум на интервенска инфузија со антибиотици, рече таа. Познатиот македонски оперски пеач Игор Дурловски објави дека во ноември 2026 година ќе настапи на сцената на престижниот национален центар за изведбени уметности во Пекин, Кина, една од водечките оперски институции во светот. Дурловски ќе ја толкува улогата на Сарастро во операта Волшебната флейта од Волфганг Амадеус Моцарт во рамки на 3 представи. Со гордост најавувам дека Националниот центар за изведбени уметности во Пекинг, една од најимпресивните и најреномирани оперски институции во светот, ќе биде моја работна средина во ноември 2026 година, напиша тој на својот Facebook профил. Британската вечер на Охридско лето ќе одбележи концертот насловен романсата "Се уште не е мртва" со маестро Джек Либек на виолина во пијано придружба на Катја Апикшева.
За британско-германскиот виолинист и уметнички директор Джек Либек, специјализираното списание BBC Music пишува дека поседува безпрекорно техничко мајсторство и прекрасен филигрански тон. Либек е професор по виолина на Кралската академија за музика во Лондон и уметнички директор на Австралискиот фестивал за камерна музика. Неговата фасцинација со се што е поврзано со наука резултира со 2 нови концерти за виолина, компонирани специјално за него од Војажер од Дарио Маријанели и концертот Кратка историја на времето, компониран од Брет Дин, а во спомен на научниот феномен професор Стивен Хокинг. Джек Либек соработува со некои најпознатите диригенти на светската сцена како Ендри Литон, Леонард Слаткин, Карл Хайнц Стефенс, Сер Марк Елдер, Сакари Орамо, Васили Петренко и многу други, настапувајќи во концертните сезони на оркестрите како Кралската филхармонија и оркестерот на Шведското радио во Стокхолм, филхармонијата во Осло, Белгискиот национален оркестар, Радискиот оркестар во Лајпциг, Московската државна филхармонија, оркестерот во Галиција, симфониските оркестри во Сент Луис и Индианаполис, како и со сите британски оркестри.